Како примероци од мозоци од Македонија завршувале во САД како дел од долгогодишно научно истражување. Обвинителството отвори предмет по допрен глас и ке испитува дали има елементи на кривично дело. Предметот е доставен на надлежно постапување на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, кое треба да преземе действија на прибирање официјални информации од надлежни органи, институции и здравствени установи, во насока на утврдување на евентуално нелегално постапување со човечки ткива и биоматеријали, пропусти или злоупотреби при добивање дозволи и согласности, велат од обвинителството. Ова следува по објавените информации во јавноста од досието на починатиот милиардер Џефри Епстин, дека од околу 1000 примероци од мозоци во банката за истражување на шизофренија и самоубиства имало и мозочни ткива од Македонија. Алексеј Дума и Гора Стросоклија како носители на проектот тврда дека ги имале сите потребни одобренија и согласности. Работна група оформи и министерот за здравство, но вели дека нивните ингеренции се само во делот на издавањето на дозволи за влез и излез на биолошки материјали. Јас барам од групата, од нашата група, да дојде до информации како тоа е направено, значи како тој материјал стигнал од една земја во друга, тука е нашето. Но дали ќе дојдат до податоци од пред 30 години е нејасно, бидејќи во тоа време обврската за чување на документи била 15 години. Сепак Алиу лично смета дека се мали шансите да имало злоупотреби, бидејќи мозочните ткива биле извезувани во моќна држава како САД, каде имало јасни протоколи за биолошки материјали. Институцијата од другата страна, значи се работи за универзитет кој што е престижен универзитет, кој што има име. Исто така научникот кој е head of department таму во тој универзитет е човек кој што е светско име како научник и лично тргнувајќи од себе си не верувам дека може да дозволи таа држава, тој универзитет или таа лабораторија да има злоупотреби за импорт на биолошки материјал без да има јасно дефинирани протоколи. Премиерот Христијан Мицкоски кажа дека не сака јавно да коментира за случајот пред да заврши истрагата. Сепак ова е состојба која што се случувала пред неколку децени, според оние документи кои што ги видовме, така што еве да оставиме обвинителството и истрагата да дадат одговор на многу прашања. Оној момент кога ќе имаме да споделиме нешто со јавноста, ќе споделиме. Инаку во проектот кој почнал 1996 година, биле вклучени најмногу младите кадри од Институтот за судска медицина со цел и нивна едукација. Сања Димитровска, Сител телевизија.